На почетокот од годината се чини најубаво е да се каже што е она што ја одбележа претходната година. За жителите на општина Газибаба годината што измина најмногу ќе биде запаметена по промената на локалната власт. Во октомври на локалните избори дојде до промена на локалната власт, на чело на општината застана Борис Георгиевски од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Граѓаните од новиот градоначалник очекуваат да ги реши сите проблеми кои останале незавршени од претходниот градоначалник. Уште од првиот работен ден, градоначалникот Георгиевски започна да го решава проблемот со водоснабдувањето на жителите во населеното место Раштак. Сега на почетокот од оваа година, жителите од високата зона на Раштак имаат чиста вода за пиење. Кон крајот на месец декември претходната година беше пуштена во употреба водоводната мрежа во должина од 3,1 километри, а во наредниот период чиста вода за пиење ќе добијат и жителите на Раштак од ниската зона. Во 2017 година беше направена водоводна и канализациона мрежа за културниот дом во Автокоманда, а се работеше и на решавање на проблемот со улиците. На улица 28 во село Синглич, која затекнавме раскопана и вокал, за овој период успеавме да поставиме канализациона и атмосферска мрежа. Ова улица денеска е целосно тампонирана и беше спремна за асфалтирање. Иако ветивме пред жителите дека ќе успееме да асфалтираме поради лошите временски услови, а со цел да добиеме квалитетно асфалтирана улица, истата ја одлагаме за 2018 година и веќе од пролет таа улица ќе биде комплетно асфалтирана. Покрај неа се изготвуваат и проекти за краците на улица 28 во село Синглич. Покрај ова улица се работеше и на подготовка за асфалтирање на повеќе други улици во населените места Инџиково, Стајковци, Трубарево и Црешево. Овие улици се тампонирани и веќе напролет ќе бидат асфалтирани, како и дополнително 20 километри локални патишта. Направивме водоводна и канализациона мрежа за културниот дом во Автокоманда, кој очекуваме во брз период да биде и свечено отворен. Општина Газибаба во соработка со градот Скопје и јавните предпријатија спроведе акција за чистење на дивите депонии и јавните површини на територија на општината. Во текот на акцијата се чистеше на 13 локации низ општината, каде има комунален отпад во Железара, Автокоманда, Керамидница, Ченто, Маџари и Хиподром. Вкупно беа собрани повеќе од 500 тони отпад. Во координирана акција со градот Скопје направивме расчистување на дел од дивите депонии во општината и отстранивме повеќе од 500 тони отпад. Со оваа акција ќе продолжиме и во наредните години со цел целосно отстранување на дивите депонии од општината. Наша заедничка обврска сега е да ја одржуваме општината чиста. Во општина Газибаба активно учество земаат и граѓаните. Секој четврток е приемен ден каде граѓаните ги кажуваат своите предлози, но и критики. До сега на отворениот ден општината ја посетиле околу 120 граѓани. Во креирањето на буџетот во општина Газибаба беа вклучени граѓаните, основните училишта, детските градинки, невладините организации и бизнис секторот. Го донесовме буџетот на општина Газибаба и програмите за работа на секторите и оделенијата во општината, врз основа на која ќе се одвива развојот на општината во 2018 година. Градоначалникот Георгиевски рече дека во текот на оваа 2018 година општина Газибаба ја очекува многу работа. Планирани се да се реализираат многу проекти кои што се од големо значење за жителите на општината. Некои од нив се изградба на систем за прочистување на отпадните води од Трубарево до Дрма, изградба на примарна и фекална канализација во повеќе населени места, изградба на детска градинка, нема да бидат заборавени и спортистите од Црешево, каде градоначалникот најави изградба на спортски центар и уште многу други проекти од кои бенефит ќе имаат граѓаните. Подготвивме граѓански буџет
Во планирање на буџетот ги вклучивме граѓаните, организирајќи јавна расправа за буџетот, каде заедно ги утврдивме приоритетите за следната 2018 година. Исто така, за буџетот ги консултиравме и основните училишта и градинки, како и навладините организации и бизнис секторот. Го донесовме буџетот на општината Газибаба и програмите за работа на секторите и одделенијата во општината врз основа на кои ќе се одвива развојот на општината во 2018 година. 2018 година ќе биде година во која заедно со граѓаните, со бизнис секторот, со невладините организации, младите, пензионерите и другите чинители во нашето живење ќе треба да реализираме голем број на проекти предвидени во буџетот на општината. Ќе наведам само некои од нив. Изградба на систем за одводнување и пречистување на отпадните води од населеното место Трубарево до Дрма. Изградба на примерна фекална канализација за сите населени места кои што гравитираат на Скопска Црна Гора, од Брњерци, Страчинци, Смилковци, Црешево, Виниче, Раштак и Булачани. Изградба на детска градинка во Стајковци. Изградба на системи за одводнување на атмосферска вода во Триангла. Изградба на спортски центар во Црешево. Изградба на топловодна инсталација во Триангла и Хиподром и уште многу други. Општина Газибаба им даде значење и на спортските активности на учениците. Во спортските игри се вклучени сите 11 основни и едно подрачно училиште со вкупно 1500 ученици кои се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини. Целта на овие активности е да се спроведуваат што повеќе вакви активности за децата од одделенска настава, бидејќи овие деца се базата од каде што ќе произлезат понатаму врвни спортисти. Во општина Газибаба не се заборавени ниту културните настани. На крајот од 2017 година беше доделена и наградата Големата мајка за посебни достигнувања и афирмација на општина Газибаба во 2017 година, кое е највисоко признание на општината. Оваа година наградите ги добија Елизабета Георгиевска за значајни остварувања во областа на образованието и воспитанието, Општински сојуз на училишен спорт на општина Газибаба за значајни остварувања во областа на спортот, Љубе Антовски за значајни остварувања во областа на аграрот, магистер Ана Петровска за значајни остварувања во областа на хуманост и солидарност, магистер Елена Канзурова за значајни остварувања во областа на културата, Фамес за значајни остварувања во областа на уметноста, како и доктор Благица Цекова за значајни остварувања во областа на науката. На крајот, сакам да ви се заблагодарам, почитувани сограѓани, за довербата која ми ја дадовте на локалните избори и со тоа ми дадовте сериозна обврска. Се она кое го ветив да го реализирам со ваша поддршка, со поддршка на членовите на Советот и со општинската администрација. Заедно да градиме модерна општина Газибаба. И за крај да кажеме дека општината секогаш ќе биде отворена за соработка со своите сограѓани, така што тие може да доставуваат и своји идеи за нови проекти, бидејќи само така општина Газибаба ќе продолжи да се развива и гради во годините нанапред.